Во новото издание на DigiPlus, нова социјална мрежа по која полуда генерацијата Z за една недела ги победи сите ривали. Копилот сега може да чита пораки од вашиот телефон. Нова верзија на Siri со Apple Intelligence веројатно ќе дебитира пролетта 2025 година. Дали AI дупликат апликација е кул или застрашувачка иновација? Што мислите за плаќање со вашето лице? Предност или ризик? И зошто играта Fortnite на Epic Game и понатаму е меѓу најпопуларните игри? Останете заедно со нас, гледајте не до самиот крај. Време е и ова неделно попладне да стартуваме со дигиталните вести на Телма. Многу иновации поврзани со вештачката интелигенција и ова издание го привлекува нашето внимание, а верувам дека и вас ќе ве воодушева до самиот крај. Почнуваме со актуелностите од оваа недела за новата социјална мрежа по која што полуда генерацијата Z или младите, тинеџерите. За една недела ги победи сите ривали. Новата апликација, наречена No Place, се искачи на врвот на App Store откако стана јавно достапна во средината на минатата недела. No Place е како модерен MySpace, со шарени и приспособливи профили, кои му возможуваат на корисниците да споделуваат со пријатели се, од статус на врска, со она што го слушаат или гледаат, читаат и прават. Навестувајќи го својот потенцијал на потешко достапниот пазар на генерација Z, No Place стана вирален пред јавното лансирање за титулата најсоцијална мрежа и функција која им овозможува на корисниците да се изразат со прилагодување на бои на нивниот профил. Целта на креаторите на No Space е да обезбедат и понатаму место каде што луѓето ќе можат да ги следат своите пријатели, но и каде ќе можат да најдат нови следбеници или пријатели со кои споделуваат интереси. Корисничките профили може да содржат ознаки кои апликацијата ги нарекуваат звезди за нивните интереси и теми од интерес. Например, корисниците можат да го додадат својот хороскопски знак, нивниот тип на личност, нивните хоби или фандоми на нивните профили, кои потоа ги прават видливи за сите. Има дури и дел 10 најдобри пријатели, што потсетува на топ 8 листата на MySpace. Исто така, на No Place, корисниците треба да го споделат она што моментално го прават, а не она што го правеле предходно. Ако сте во нов град или гледате шоу или слушате нов бенд, тоа може да бидат ажурирање на вашиот статус. Апликацијата нуди два довод. Еден со вашите пријатели и друг глобален избор. Тука нема приватни профили. Наместо алгоритми, No Space користи технологија за вештачка интелигенција за да предложи нови содржини. Поточно апликацијата не го уредува вашиот избор за вас, туку наместо тоа користи вештачка интелигенција за да прави работи како да ви покаже резиме на она што сте го пропуштиле. Основачот и извршен директор на социјалната мрежа, Тифани Жонг, почна да работи на No Place во втората половина на минатата година, заедно со тим од 7 луѓе кои работат од далечина. Microsoft оваа недела ја представи новата функција со својата услуга за вештачка интелигенција Copilot, која им овозможува на корисниците да ги контролираат телефоните со Apple 14 користејќи компјутер. Благодарение на оваа функција, корисниците ќе можат да користат Copilot за прегледување и испраќање пораки, поставување аларми и пристап до разни други функции. За да ја користите оваа опција, треба да го префрлите телефонот со компјутерот преку Phone Link, а потоа треба да отидете во Google Play Store и да ја преземете апликацијата Link to Windows. За да може врската да функционира, потребно да се најавите во апликацијата со истата сметка на Microsoft како и на компјутерот. После тоа, треба да отидете на официјалната страна на Copilot и да активирате опцијата Phone во делот Plugins. Се што е потребно е да испратите барање до Copilot за да се прикажат неодамна испратените пораки од вашиот телефон. Потоа автоматски ќе ги повлече податоците, а ако нешто не функционира, Microsoft забележува дека можете да контактирате со нив на следнава мејл адреса. Основната верзија на Siri на Apple веројатно нема да биде достапна при првото лансирање на Apple Intelligence подоцна оваа година, наведува Марк Гурман од Bloomberg. Според најавата, новата верзија на Siri со Apple Intelligence веројатно ќе дебитира пролетта 2025 година.
Во својот најнов билтен Power On, Гурман напиша дека целосна нова верзија на Siri треба да пристигне со iOS 18.4 во пролетта 2025 година, а ќе му претходи период на бета тестирање што треба да започне во јануари. Поспособната верзија на Siri му овозможува на гласовниот асистент да ги контролира дејствата во апликациите, овозможувајќи му да разбере што се одвива моментално на екранот и да одредува што да прави врз основа на контекстот. Apple Intelligence стартува на есен, иако целата нова верзија на Siri нема да биде достапна во исто време. Другите функции на Siri, како што се новиот дизајн и интеграцијата на ChatGPT, треба да бидат присутни при дебито на Apple Intelligence оваа година. Гурман посочи дека Apple Watch серијата X и Apple Watch Ultra 3 ќе имаат нов процесор, кој ќе го наследи минатогодишниот чип S9. Иако ова може да постави основа на некои подоцнежни подобрувања на вештачката интелигенција, новите часовници нема да поддржуваат Apple Intelligence и во моментов се вели дека нема планови да се донесе целосната AI иницијатива на Apple Watch. Гурман претходно објави дека Apple Intelligence ќе дојде на Vision Pro уредот следнава година. Дали AI Doppelgangers е кул или застрашувачки? Во последниве години вештачката интелигенција направи значителен напредок во создавањето на дигитални двојници. Овие AI модели можат да генерираат различни ликови кои изгледаат и звучат како вистински луѓе. Во последните години вештачката интелигенција направи значителен напредок во создавањето на дигитални двојници или Doppelgangers. Овие AI модели можат да генерираат реалистични ликови кои изгледаат и звучат како вистински луѓе. Технологијата се користи во различни полиња, како што се забавната индустрија, маркетингот, образованието и друго. Например, со помош на AI, познатите личности можат да создадат своји дигитални копии кои ќе можат да снимаат реклами или да комуницираат со фановите без физички да бидат присутни. Сепак појавата на AI Doppelgangers предизвика бројни етички прашања и грижи. Многу умина се загрижани за потенцијалната злоупотреба на оваа технологија, како што е создавањето на лажни видеа, кои можат да се користат за манипулација и дезинформација. Дополнително, постојат прашања околу приватноста и согласноста, бидејќи луѓето можат да бидат представени дигитално без нивно одобрение. Позитивните аспекти вклучуваат подобрување на корисничкото искуство и персонализацијата. Например, корисниците можат да комуницираат со AI верзии на омилените актери или историски личности во образовни контакти. Исто така, оваа технологија може да се користи за дочувување на дигиталните верзии на личности кои веќе не се меѓу нас. Во заклучок, AI Doppelgangers представува функционален напредок, но истовремено предизвикуваат и сериозни етички дилеми. Дали ќе ги прифатиме како кул алатки или ќе ги сметаме за застрашувачки зависи од начинот на кој што се користат и од нашата способност да ги регулираме и контролираме. Во продолжение за нова иновација која што наскоро ќе најде широка примена во нашето секојдневие, а се работи за плаќање со лице. Но дали е тоа безбедно и што се можните измами? Дознаваме сега. Во денешниот дигитален свет, плаќањето со лице стана се популарен метод на трансакции. Оваа технологија користи биометриски податоци за препознавање на лицето на корисникот за да овозможат безготовински плаќања. Плаќањето со лице се користи во различни контексти, од продавници и ресторани до јавен транспорт. Со оваа иновација, корисниците можат да ги извршуваат своите плаќања брзо и лесно, без потреба од физичка картичка или готовина. Позитивните аспекти на плаќањето со лице вклучуваат зголемена удобност и брзина. Корисниците не треба да носат паричници или да паметат пин-кодови, што ја поедноставува секојдневната рутина. Дополнително, оваа технологија може да помогне и во намалувањето на кражби и измами, бидејќи лицето на корисникот е уникатно и тешко за фалсификување. Сепак, оваа иновација не е без ризици. Главната загриженост е за приватноста и безбедноста на личните податоци. Биометриските податоци се чувствителни и доколку бидат компрометирани, последиците можат да бидат сериозни. Постојат и прашања околу тоа како овие податоци се складираат и користат и дали корисниците имаат доволно контрола врз нивните информации. Дополнително, технологијата за препознавање лице може да биде подложна на грешки, што може да доведе до неправилна идентификација на корисниците. Во одредени случаи, системот може да не функционира правилно поради различни фактори, како осветлување или промени во изгледот на корисникот. Кога би заклучиле, плаќањето со лице нуди голема удобност, но исто така носи значајни ризици.
Како оваа технологија ќе се развива и ќе биде прифатена, зависи од балансот помеѓу удобноста и безбедноста, како и од регулативите кои ќе ја заштитат приватноста на корисниците. Време е за новитетите кои со гордост ги најавуваат нашите пријатели Анхоч. Следниот викенд подгответе се за нова авантура со новиот продажен салон Анхоч Discovery. Еве ги деталите. Анхоч најавува и со задоволство го поканува. Големо отворање на најновиот, најголем, најексклузивен продажен салон за IT, гейминг и аудио опрема во Македонија. Анхоч Discovery. Сабота на 20 јули точно на Пладне. Само за првите 100 купувачи со секоја сметка над 3000 денари следуваат гратис геймерски слушалки плюс вредносен ваучер. Со секој смартфон следува подарок Buds. Со секоја купена гейминг тастатура следува подарок гейминг маус. Сериозно многу подароци и најсериозно намалени цени. Најпопуларната гейминг столица Genesis Nitro 550K со единствена и неповторлива цена од 7480 денари. Па дури и Nintendo Switch OLED за 20990 денари плюс 40% попуст на FIFA 24. Затоа, на 20 јули, точно во 12 часот, бидете дел од големото отварање на Анхоч Discovery во Рамстор Мол. Следната сабота се гледаме на отворање на Анхоч Discovery, а за кратко се гледаме пак во гейминг минутите. Се враќаме по рекламите. Еве не назад во DG+. Минути за попусти за нашите гледачи. И оваа емисија, од овој момент, можете да сканирате попуст од Анхоч. Земете ги мобилните, скенирајте го QR кодот и освоите дигитален ваучер со попуст. Едноставно и корисно. Па, проверете што е на попуст оваа недела. А денеска во гейминг минутите истражуваме зошто играта Fortnite на Epic Game и понатамо е меѓу најпопуларните игри во светот. Во продолжение, зборуваме за играта која што привлекува милиони играчи на своите сервери. Look at the world that we live. Look how the evil is grown. All the innocence lost. We need a new beginning, man. The vision is off. We need to wage war. Yeah, we need to rage on. I'm here. War boots, I'ma buy a pair. No suits, just spicy. Grassroots since a white kid. I'm still fly like a pilot here. Brave hearts never die in fear. I ain't a stranger to the danger. I'ma live and I'm dying here. Yeah. So I'm looking up more. Cause I know what I'm up for. Cause we need a change. And I'm starting an uproar. And nobody can stop us. Yeah, we starting the ruckus. Yeah, starting the ruckus. Fortnite е видеоигра разработена од страна на Epic Games. Играта има две основи: режим Зачувај го светот, Save the World, и Battle Royale, битка за преживување. Зачувај го светот е првобитниот режим на играта, објавен во јули 2017 година. Но битката за преживување, Battle Royale, е режимот кој го направи Fortnite светски популарен. Беше објавен во септември 2017 година. Во овој режим 100 играчи се спуштаат на остров со цел преживување. Играчите треба да собираат ресурси, оружје и друга опрема за да преживеат, додека просторот се намалува поради штетниот круг кој ги принудува играчите да се судрат еден со друг. Последниот преживеан играч или тим победува во оваа битка за преживување.
Fortnite стана глобален феномен благодарение на својата забавна и привлечна механика на игра. Различни скинови, додатоци и редовни ажурирања, кои додаваат нови елементи и содржина во играта. Оваа видеоигра представува иновативен пристап со постојано еволуирање. Се вклучува во различни културни аспекти и оствари голем успех во гейминг заедницата. Epic Games редовно организира официјални турнири во Fortnite. Овие турнири имаат различни форми, вклучувајќи ги соло надпревари, дуо и тимски состави. Тие се состојат од квалификации и финални рунди, каде што играчите се надпреваруваат за големи награди. Fortnite World Cup беше еден од најголемите турнири на Fortnite организиран од Epic Games. Се надпреваруваа играчи од целиот свет со квалификации во различни рингови. Финалните надпревари се одржуваат во Њу Йорк. Наградниот фонд за овој турнир е милиони долари. Но не е се така идеално. Epic Games, која развива популарната видеоигра Fortnite, пред една година беше каснета со 520 милиони долари од Американската федерална трговска комисија, поради кршење на законот за приватност на децата и малолетниците при купување преку интернет. А на компанијата и беше наложено да обезбеди строги постапки за приватност. Epic користеше стандардни поставки со кои што се загрозуваше приватноста за да ги измами корисниците на Fortnite, вклучително и тинеџерите и децата, рече претседателката на Федералната трговска комисија Лина Кан во соопштението за медиумите. Fortnite е бесплатен за инсталирање и играње, но играчите можат да купат дополнителни ставки во играта, како што се скинови на карактери. Fortnite имаше повеќе од 400 милиони корисници широм светот минатата година, додека забележа околу 80 милиони активни месечни корисници според податоците од порталот Business of Apps. Според податоци за оваа година, 63% од играчите на Fortnite се на возраст меѓу 18 и 24 години, а Business of Apps предупредува дека многу играчи се всушност помали затоа што често лажат за својата возраст. Fortnite имаше многу добра статистика за време на викендот, соборувајќи рекорди по бројот на активни играчи, а се зголеми и гледаноста на играта на платформата Twitch. Epic официјално објави дека саботата е најдобриот ден во историјата на Fortnite, а во текот на овој ден играта е одиграле вкупно 44,7 милиони играчи, кои потрошиле 102 милиони часа за играње. Пред тоа 5,8 милиони играчи беа активни во Fortnite во еден момент. Ова беше во тоа време највисоката снимена активност на геймерите откако беше лансирана играта. Има причина зашто Fortnite повторно има рекорден број играчи, а тоа е враќањето на старата мапа што недостасуваше од 2019 година. Она што дефинитивно остава впечаток се и денсовите во играта. Интересно е што Fortnite често соработува со познати личности или уметници за креирање на специфични денсови кои се воведуваат во играта. Иако постојат многу денсови во Fortnite, треба да знаете дека некои од нив се инспирирани од реални кореографии или културни аспекти, додека други се креирани специфично за играта и не се поврзани со надворешни влијанија. Овој прилог ќе го завршиме со некој од нив. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I need. The jam, pump it up while your feet are thumping. And the jam is pumping. Look ahead, the bride are jumping. Smell rose petals. Heard you a rock star, heavy metal. Well, I'm a pop star. Let's get together. Ice your neck. Catch some bad, walk down, face 'em with the heater. The devil under your feet, you're on your way to see. Leave the door open. I'ma leave the door open. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, but this a club. My brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Со оваа приказна за Fortnite го завршуваме денешното дружење во DigiPlus за оваа недела од оваа наша прва сезона. Ако нешто пропуштивте досега, во целост сите емисии ги имате на нашиот YouTube канал DigiTV MK. А следете не и на нашите социјални мрежи, на Instagram, TikTok и Facebook. Таму има интересни изненадувања за вас. Нормално од оваа недела достапна е и нашата веб страница digitv.mk. Па таму имате куп информации, сите видеа и се она што е поврзано со дигиталниот свет и со вашата омилена Диги емисија. Не заборавајте, во сабота се гледаме на пладне во Анхоч Discovery, новиот продолжен салон во Рамстор Мол, точно на пладне. Да, а се гледаме и следната емисија 10 минути пред 18 часот на Телма телевизија. Секое добро и пријатен остаток од денот.